Ниви без род, лоша година, неквалитетно семе, подпросечни приноси, непродуктивно земјоделско производство. Земјоделците повеќе нема да експериментираат и бројот изгубени реколти, туку ќе имаат на располагање точно утврдена листа на препорачани култури, кои ќе може да ги одгледуваат пореални. Ова го предвидува проектот за реалнизација, со кој пореални ќе се знае која култура, сорта и семе најмногу успеваат во зависност од структурата на почвата и климатските услови. Потребата од вакво системско решение со цел да им се помогне на земјоделците, досега многу пати ја потенцира експертите. Неопходно ќе биде потребно да се изанализираат сите податоци од атмосферски, педолошки и другите фактори кои што влијат на сеидбените структури. Се разбере тука свој предонес треба да има и преработувачката индустрија и пазарите пред се, да видиме каде ќе настапиме со тоа производство за да можеме со успех да организираме земјоделско производство кој што ќе може да биде продадено на пазар. Стратегијата мора да биде базирана на екзактни показатели. Без фундаментални истражувања, ниту една стратегија не може да даде резултати, посочуваат експертите. Треба да се спроведат теренски истражувања, повторно ќе кажам, не од кабинети. За жал, најголема дел од стратегиите ги спроведуваат поединци или лица, консултантски куќи кои што ангажираат стручни лица, без максимална вложеност на научните институции. Од тука нужно е промена и во пристапот на изработката на тие документи, за да конечно науката биде вклучена, не советодавните куќи да бидат вклучени во изработка на стратешки документи. Повторно, без фундаментално истражување, ниту една стратегија не може да го даде својот резултат. Земјоделските производители досега и покрај педолошките анализи на почвата немаа на располагање информации или одредени индикатори за тоа кои култури и сорти на семиња најдобро успеваат по райони каде произведуваат храна, иако тоа е еден од значајните фактори кои влијае на продуктивноста и квалитетот на производите. Листата со препорачани култури и сорти ќе биде поддржана со мерките за финансиска поддршка од државата.